Да, еве задоволство е што денеска почнува со работа овој вакцинален пункт во општина Струмица. Јас сум задоволен бидејќи успеавме секако заеднички со Здравен дом и општа болница секако и општина Струмица која што ја обезбеди цела таа опрема која што треба да створи предуслови за да може овде да се изведуваат вакцинации. Пред се сум задоволен затоа што нашите граѓани нема да морат да патуваат во другите општини за да можат да се вакцинираат, имајќи предвид дека се согласуваме дека сепак вакцините се најсилното оружје или најважниот, би кажал, елемент во борбата против оваа пандемија, се со цел за што помасовно вакцинирање и што побрзо враќање во нормалниот живот за кој се надевам дека ќе биде во најнепосредно време, доколку повеќето од нас се вакцинираат и се имунизираат. Тоа беше главната поента, главниот мотив кој што не натера да покренеме една иницијатива до Министерството за здравство, која што беше веднаш прифатена. Дадовме уверување, наши убедување дека ние можеме да организираме еден ваков пункт, дека имаме адекватна просторија која одговара на овие норми. Ја, како што веќе спомнав, ја опремивме со технички потреби кои што се неопходни. Здравен дом обезбеди се она што е од медицински аспект, секако со помоши од општа болница Струмица, со персонал, обучен персонал кој што веќе работи со вакцинации, и сметам дека оваа ќе тече во најдобар ред. Се надевам дека ќе има и доволно вакцини. Еве веќе и оние кои што беа предвидени во други градови да се ревакцинираат полека се јавуваат овде. Мислам дека значително ќе се олесни еве на нашите сограѓани пристапот до вакцините. Градоначалникот се вакцинираше? Да, јас се вакцинирав во Штип, согласно поканата што ја добив регуларно од преку матичните лекари, преку системот Мој термин, односно вакцинации, пред неколку дена. Ги видов и таму условите, мислам дека еве нашите се прилично задоволителни и можем да кажем дека се осеќам добро. Беше во тој момент, како и сега, кинеска вакцина. Воопшто не правам разлика, ако мене ме прашувате. Важно е да се вакцинираме. Сите вакцини за мене се воредни. Пандемијата остави траги во сите сегменти, не само во нашата општина, туку и во целата држава. Ако зборувам за нашата општина, јас не би сакал сега да компарирам многу, меѓутоа релативно добро поминавме во однос на некои други наши комуни, односно општини. Меѓутоа, зборот добро не е адекватен во ваква една ситуација, бидејќи секој заболен човек и, за жал да не кажам, секој изгубен живот е неспоредлив со ваквата квалификација. Меѓутоа, глобално кажано, бројките се, никогаш Струмица не беше на врвот од тие некои бројки, но тоа не дава некоја сатисфакција кај мене, само еден податок статистички кој вие го побаравте. Инаку, јас пак ќе кажем, значи и еден човек да е изгубен и еден човек да е заболен, за мене е ненадоместива загуба.